Откако државата во тридецениската транзиција ги отуги Телеком, ЕВН, Окта, рудниците, сега на актуелните политичари им преостанува уште да ги распродадат шумите и водите, па на граѓаните ќе им остане само воздухот. Додека стручната јавност во државата се прашува како е можно голи политичари да го распродаваат Чебрен, а со него и Тиквешкото езеро, граѓаните во Кочани се чудат и прашуваат зашто тие политичари не се потрудат да се изгради браната Речени која чини над 20 пати поевтино или можеби во неа провизиите се мали. Ако со скандалозниот договор со компанијата ППЦ Архиродон на грците им се поклонат водостопанските капацитети и водата за цели 66 години, при што тие ќе ни кажуваат кога и колку ќе ја трошиме и скапо ќе ја плаќаме, тогаш потегот на актуелните политичари е еднаков на национално предавство и има непроценлива штета по независноста и самоодржливоста на Република Македонија. Друга работа е што ваков стратешки капитален проект се отуѓува на само неколку месеци пред претседателските и парламентарните избори, иако ниту една политичка партија во својата изборна програма не го понуди ова решение. Значи, предизборно може да се потпише историски погубен договор, а не може да се удрат темели на домашен проект, како што е Речени. Но тоа е кога други газдуваат со највредното во државата.